предмет македонски јазик, оделение трето. Наставна содржина обработка на басна, гавранот и лисицата. Наставник Виолета Петковска, техничка подршка Виолета Петковска, директор Соња Спасиска, Основно училиште Кочо Рацин, Охрид. Кои наставни целите се реализираат? Ученикот да ја свати и разбере басната, да се оспособи за откривање на особините на гаврнот и лисицата, развивање позитивни особини на личноста. Активностите се на алатката Вакелет на следниот линк. Мила, што правиш? Читам и не ми се верува што читам. Што, истражуваш нешто? Бара материјали за проектот по биологија. Темата е врапчевидните птици. И што откри? Па не сум знаела дека гавранот има најголем мозок од сите птици. И што е уште поинтересно, знае да го користи. Значи, гавранот е интелигентно суштество. За гавранот пишувале многу поети, писатели, а во приказните е представен како многу интелигентен и досетлив. Но слушни ја приказнава. Си бил еден гавран, млад гавран. Денот го поминувал летајки над крововите на куќите во едно село близу шумата. Летал разиграно, правејќи пируети и акробации, се вивнувал кон небото, па се спуштал ниско во нечиј двор за да грабне нешто за јадење. Еден ден, гавранот си нашол парче сирење, бело, големко парче. Веројатно му паднало од рацете на некое дете од селото. Го грабнал со клунот, убаво го приклештил за да не му падне и летнал кон шумата. Слетал во своето гнездо, сакал во мир да си го мези вкусниот оброк. Токму во тој миг под дрвото минувала лисицата. Го намирисала ли сирењето? Ем го намирисала, ем го видела. Белото парче сирење јасно се издвојувало од црните пердуви на гавранот. Лакомата и гладна лисица веднаш почнала да размислува како да стигне до сирењето. Од мерак вода ја дошло на устата. Брзо размислувала и се досетила. Со милозлив глас и со очи светнати од итрина проговорила: Добар ден, убав гаврану. Колку прекрасни црни пердуви имаш. Морам да ти признам, ти си најубавата од сите птици во шумава. Гавранот ја поднаведнал главата да види кој толку убаво зборува за него. Убаво му дошло на душата кога ја здогледал лисицата, па горделиво се исправил во гнездото. Потврдно климнал со главата без да го отвори клунот. Нормално. Ако прозбори, ќе му падне сиренцето. Точно. Лисицата продолжила да му ласка на гавранот. Ми кажуваат дека знаеш и убаво да пееш. Не ти го имам слушнато гласот, сакам да го чујам. Ај, запеј, те молам.
На сите животни ќе им раскажам колку убаво пееш. Гавранот ги расширил крилјата, затреперил од среќа. Толку му требало да се вообрази дека е птица песнопојка. Поверувал дека е вистина секој збор што го кажала лисицата. Не размислувајќи ни малку, решил да и покаже и докаже дека знае да пее подобро дури и од славејот. Земал длабоко воздух, ги надул градите и го отворил клунот. Го отворил клунот. Да. И ај што од грлото не се чула убава песна, туку гра, 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 најобично гракање, туку Сирењето му паднало од клунот. точно, најточно. Гавранот не можел да верува што му се случило. И додека вџашено стоел на гранката, лисицата почнала да го мези сирењето. Гра, гра, гра. Нервозно гракнал Гавранот, штракал со клунот, плескал со крилјата, но немало назад. Кога завршила со гоштевањето, лисицата погледнала нагоре и со подсмев му рекла на Гавранот: Мој Гавране, многу си вообразен и тоа скапо те чинеше. Сакаше да се фалиш со нешто за што не те бидува, па го загуби и тоа малку што го имаше. Тогаш Гавранот сватил што му се случило. Гра, ама сум глупав. Како можев да и верувам на лакомата лисица? Гра. Мед и млеко и течеше од уста, ама требаше да знам дека не ми мисли добро. Гра. Гавранот бил интелигентна птица. Ке му дојде умот кога ќе си оди кумот. Ласкањето може да биде поопасно и од омразата. Ако те фалат, нема да станеш ниту подобар, ниту поарен. Се надевам ви се допадна басната, а во продолжение да видиме главни ликови беа Гавранот и лисицата. На оваа слика, стрип слика, гледаме на дрвото стоел Гавран со парче сирење во устата. Почела да го фали Гавранот со милни зборови, лисицата, а Гавранот сакајќи да ја докаже на лисицата оти има убав глас, загракал и го испуштил сирењето. Лисицата претходно го насетила мирисот на сирењето, дошла до дрвото и љубезно го поздравила. Добар ден, господине Гавран, колку убаво изгледате. Почнала да го фали Гавранот со милни зборови. Гавранот сакајќи да ја докаже на лисицата оти има убав глас, загракал и го испуштил сирењето. Ако и гракањето ти е убаво како што изгледаш, тогаш ти си најубавата птица во шумава. Гра. Гавранот се воздигнал и го испуштил парчето сирење. Лукавата лисица притрчала и го грабнала сирењето и му се насмеала. Кутар Гавране,
се имаш, само памет немаш. Оваа басна веќе ја знаеш, ние ти ја представивме како стрип. Значи, по претходните слики, 4 ја видовме накратко басната како стрип. Понатаму, анализира и подреди. Што е ваша задача? Еве ги особините на гавранот и лисицата. Итра, наивен, препредена, глупав, фалбаџија, досетлива, лакома. Размисли која особина кому му припаѓа и напиши. Гавранот е, лисицата е. И уште за дома, досети се што научи од оваа басна. На крај ви благодарам за вниманието.